групите, дур спомна Франција, група Ц, Така да. Франција се знаеше дека ќе доминира. Апсолутен фаворит во групата. Јас ги имам мутнато само второто и третото место, второ заврши Австрија, трето Катар Да. и Кувајт се знаеше дека ќе биде декласиран. Добро, да, сепак Кувајт е една од азијските репрезентации кои не може да дадат квалитет. Реално ни во ниеден спорт ги навирам, освен можеби во боречките спортови на Олимписки игри, Да, некогаш, да. али ретко кога и таму. Да, се очекуваше дека тотален аутсайдер е Кувајт, а во однос на Катар да изненадија се, не знам дали во однос на нивниот тренер, бивши вардарец, Вујовиќ, Веселин Вујовиќ. И да, може помогна тој како со неговите тактики на игра Да. да помогне во однос на пласирањето во главната фаза. Така. Заврши на второ место, така? Кој? Или трето, Катар? Трето. Кога? Сега да. Во групава? Да, оваа група. Трето. Да. Австрија беа втори. Австрија беа второ, точно. Мене искрено ти кажам право, и Австрија ми изненади. Ние пример кога игравме со нив, ја мислев дека лесно ќе ги добиеме. 3, 4, 5 Да. разлика. Многу ми е Ништо. криво за нерешениот исход. Тоа нерешено извадивме едва и на крај. Да. Со звукот на сирената. Да. Така да. Тоа Добро, беше- ама види нашата, добро ќе стигнеме до нашата. Тогаш благодарение. Уствари следна група е нашата група, така да можеме комотно да се бориме сега за нашата репрезентација. Благодарение на Кузмановски тогаш не извади во главата. Да, Памтам бомба шут. коментаторот кога се развика само Кузмановски и онака бев во шок, искрено не очекував, немав надеж Што за нерешено? за нерешеност и викам ја губиме утакмица. Да, дека 4 секунди беа Да, сепак да. многу мало време е тоа. Иако пример тогаш Вардар кога освои во 7 секунди, Да. тој со Чупич голот. Никогаш нема да го заборавам. Така, 2017. Искрено више после овој гол на Кузмановски со 4 секунди од време, искрено више за следни настани и за следни утакмици ќе мислам дека има надеж во било колку време и да е, кој надпревари да е, не е битно. Зашо да не? Чим за 4 секунди успеа да дадат гол. Да. Еве, Кога сме јас тука сум ставил втора дека ќе завршиме. Да. Со надеж дека ќе ја победиме Холандија. Што искрено не бевме далеку, барем првото полувреме Не се бевме, држевме. Беше Колку тесно. беше? 3 разлика беше првото полувреме. 2-3 разлика, да, имавме Еден можности за- период и водевме, Да. ако памтиш. Да, така. Водевме еден период по 2 разлика, 1-2, па нерешено беше еден период, па пак еден за нас, еден за нив, па нерешено. И они всушност мислам дека имаше еден период кога ни исклучија два играчи во исто време Да. и игравме со четворица у поле и мислам дека тогаш И го тогаш направија тој чекор напред во тој Ја надпревар. фатија славата точка. Да, и се оддалечија на мислам дека на 3 разлика, на 4 можда. Да. И после како што си идеше Додржавме текот на темпото до полувремето, да. 56-та минута, каде што веќе уште 2-3 разлика додаде и Па на да крај заврши. заврши колку 5 мислам дека изгубивме. 2-2-2-7 ако не се лажам. Па 5 сме Така, изгубиле, да. Така беше и Кире проба со 7-6, проба со Да. празен гол. Можеби и тоа малце не кошташе, па после дур се вратиме во ритам. Па и они изгубија малце концентрација, бидејќи едно време, ако памтиш, беше и 8-9 разлика. Да. Па не, и они изгубија концентрација, па ни дадоа на наш надеж и тоа беше интересна утакмица, искрено. Со Гвинеја се знаеше дека ќе победиме и тоа со Да. поголем резултат. Мислам дека како 9 разлика мислам дека заврши. Освен Тунис, Алжир и Египет, ретко која афричка друга репрезентација може да даде квалитет барем во овој период. Да, против европска Да, репрезентација. посебно Европа. Да. Со Унгарија искрено се изненадив нерешеното. Прва утакмица Унгарија последни првенства топ 8 на светски завршувала, на европско некогаш полуфинале играла, некогаш исто топ 8 завршувала. Така да со Унгарија си седнав и очекував прво полувреме да биде 5 разлика и да се изнервирам и буквално да не го гледам остатокот на надпреварот. Ама
они одлучија да играат храбро и да искочат на унгарците и да им покажат дека како се игра ракомет. Само што за жал пропуштивме исто таму победа за малце. Имавме напад за 2 разлика на 50 на секунди пред крај, го пропуштивме и после тоа они ни заедначи и заврши такмицата. Да, Што ќе кажеш за таа? да, не се за подценување унгарците во ниеден случај, дали станува и за машки и женски екипи, односно првенствата Ференцварош, Пиксеге и други екипи кои ги Да, знаат имаат екипи во Лигата на шампиони кои биле доста чести противници на ЖРК и РК Вардар посебно. Па и на Металург. И на Металург, на Металург да. и на Пелистер сега последниве години, Да. кога не представува Лига шампиони. И едноставно бев изненаден. Да, имавме голема прилика да идеме сигурни со 2-3 разлика, мислам само еднаш и 4 разлика постигнавме предвидно веднаш беа на 3 разлика унгарците. Со Унгарија Да. збориш за оваа утакмица? Да, оваа утакмица. И Да, едноставно да, имаше ја такви. прокоцкавме утакмицата каде што дојде до момент да губиме со една разлика и во последните секунди да изјавиме. Не, Мислам дека водевме така на крај. Последната минута 2 водевме еден Така разлика. беше, да. Пошто беше еден, пак беше како со Холандија во прво полувреме. Знам дека беше многу тесно, знам дека прокоцкавме едноставно. Беше Сигурно. еден за нас, па нерешено, па еден за нив, Так. па нерешено, па еден за нас. Так. И мешано беше и последни 50 секунди имавме ние еден разлика за нас и напад, кај што едноставно не знам дали им падна концентрација или не знам како зошто тој напад го прокоцка, барем да го завршеа со убав шут па и да одбранел голманот или нешто друго, барем да го потрошеа времето колку толку па да ги ставеа под Так. притисок унгарците и под притисок во ракомет некогаш и знаеа не некогаш туку 50% од времето и се греши под Да. притисок, било која репрезентација да е под притисок. Кога сме тука веќе сега нормално има стручњаци кои многу повеќе се разбираат во овој спорт. Да. Ама сепак би сакал да прокоментирам во однос на времето, зошто не би можело како што е во кошарката да се ограничи, каде што нема да го одредуваат времето конкретно судиите кога ќе дојде до пасивен напад и да кренат раката, каде што ќе се даде притисок, туку да се знаат едноставно спортистите, односно коментарите да се знаат колку време има. Колку време, дали 30, 35, 40 секунди на еден цел напад. Ја мислам дека треба да се стаи 30 секунди бидејќи од прилика толку гледам дека им трае по еден напад. И тоа најдолго би било негде 40 секунди. Преку сила, толку затоа да се стаи пример, затоа што некој го завршува нападот побрзо, некој поспоро. Да. Пример, ние секогаш поише си сакаме да си ја тактизираме, подаваме да, поише да. топката, па да се отвори негде простор, дали крило, дали пикер или шут од бек. Да. Па така да ја мислам дека тука си управо и може примерно 30 секунди да биде одграничен.